и во овој час од љубов кон светот ни подари спас. Го испрати Исус да умре на крст, кон вечниот живот ни отвори пат. Со крв на Божиот
От Божието Слово ќе го прочитам Псалмот број 63. О Боже, Ти си мој Бог, горливо те барам Тебе. Мојата душа жедне е по Тебе, моето тело копне е по Тебе, како сува, жедна и безводна земја. Те согледував Тебе во светилиштето, гледајки Ти ја славата и силата. Твојата љубов е подобра од животот, моите усни ќе Те слават. Така ќе Те благословувам додека сум жив, во Твое име ќе ги кревам рацете. Мојата душа ќе биде сита како од сало и масло, ќе Те фалам со радосни усни. Си спомнувам за Тебе во постелата, размислувам за Тебе во ноќните бдења. Ти ми стана помош, радосно извикувам во сенката на Твоите крилја. Мојата душа се прилепува кон Тебе, Твојата рака ме подпира. Оние што ја туркаат мојата душа кон пропаст, нека слезат во длабочините на земјата. Нека и бидат предадени на власта на мечот, нека станат плен на лисиците. А царот ќе се весели во Бога, ќе биде фален секој кој се колне во Него, зашто ќе им биде затната устата на оние што зборуваат невистина. Нека се исправим и да се помолим. Татко наш небесен, Господи Исусе Христе, и ова ново утро и ова неделен ден, кој што Ти ни го имаш подарено, Господи, доаѓаме повторно во Твоето свето присуство, преку песната, преку Твоето писмо, преку Словото Божјо, се приближуваме, Господи, пред Твојот престол, знаејќи дека Ти не повикуваш на тоа да Те славиме, да Ти благодариме, Господи, со песна да го отпочнеме овој нов ден. И Ти благодариме зашто сето тоа е овозможено единствено преку Тебе, Твојата благодат и Твоите милости, Господи, се нови секој утро и секој ден. Затоа и денес имаме причина да славиме, бидејќи Ти си бил многу милостив и се уште си долго трпелив кон нас, Господи. Ти си славен и Твојата слава е во небото, исто така во денешниот ден и преку црквата Ти се отдава, Господи, на Тебе слава, бидејќи Ти си Творецот небесен, Ти имаш создадено и проткаено се преку Твојата промисла и преку Твоите раце. Ни имаш, Господи, створено и нас. И ние единствената радост, полната радост, можеме да ја најдеме само кога сме близко, Господи, до Тебе и во Твое присуство и во заедница со Тебе, Господи, и со другите браќа и сестри. Ти благодариме, Господи, за Твоето писмо, што Ти не оставаш неинформирани во незнаење, туку ни го даваш писмото да може да бидеме поучени пред се, Господи, што е Твојата волја, а да дојдеме се подлабоко во познавањето, Господи, на Тебе, во познавањето на вистината, исто така, Господи, и подлабоко во нашето себе познавање. Да знаеме, Господи, каде стоиме во однос на Тебе, да ги познаваме, Господи, нашите срца, мотивите, тајните мисли и помисли кои што ги има секој еден од нас внатрешно, Ти, Господи, сето тоа го знаеш. И со тоа, Господи, повторно ни ја нудиш приликата и ово утро да се измириме со Тебе, да ги излеваме, Господи, нашите срца пред Тебе, зашто Ти кој што си се знаечки и се присутен, нема каде да побегнеме, Господи. А кога мислиме дека бегаме, тогаш сме во немир. Единствено кога ќе застанеме, кога ќе се смириме, Господи, пред Твојата моќна рака и пред Твојот свет дух, тогаш можеме да го пронајдеме мирот, Господи, во Тебе и во Твоето блажено присуство. Те молиме, Господи, води на денес, во се што правиме во оваа служба сега, преку зборови, преку помисла, преку молитвите кои ги упатуваме кон Тебе, Господи, преку песните кои што ги пееме за Твоја слава, се нека биде тоа во името Христово, подпомогнато, Господи, преку Твојот свет дух, за слава на Христа. Амин.
Како втора песна ќе испееме песната број 194. Слобода од гревот, сакаш ли те, во крвта на Исус има моќ.
Сите вас ве поздравувам ово утро во името нашиот Господ и Спасител, особено братот Коста Милков, кој што е помеѓу нас, исто така и неговата сопруга, сестра Нада. Тој ќе ни послужи ово утро со Божјото Слово, продолжеток од претходниот пат каде што застанавме, од посланието до Римјаните, 8 глава, од 18 до 30 стих. Како вовед ќе ги прочитам тие стихови. Зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. Зашто сето создание со нетрпелив копнеш го очекува откривањето на Божите синови. Имено, созданието и беше подчинето на суетата, не доброволно, туку од оној кој го подчини во надеж, дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓањето, во слобода на славата на Божите деца. Имено, знаеме дека целото создание заедно воздивнува и страда во родилни маки до сега. И не само тоа, туку и ние, кои го имаме духот како прв дар, ние самите воздивнуваме во себе, чекајќи го посинувањето од купувањето на нашето тело. Зашто во оваа надеж ние се спасивме, а надежта која се гледа не е надеж, зашто кога некој нешто гледа, зошто да му се надева? Но ако се надеваме на она што не го гледаме, тогаш го чекаме со трпение. Исто така и Духот ти помага на нашата слабост, зашто ние не знаеме зашто да се молиме како што треба. Но самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки, а оној кој ги испитува срцата, знае какво е значењето на Духот, зашто по Божјата волја се моли за светите. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по Неговата намера. Зашто оние кои ги познаваше однапред, ниф ги предопредели да се прообразат според ликот на Неговиот Син, за тој да биде првороденец меѓу многуте браќа. А оние кои ги предопредели, тие и ги повика, кој ги повика, тие и ги оправда, кој ги оправда, тие и ги прослави. Те поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Убаво е повторно да се биде заедно со вас во оваа заедница, да се слави нашиот Господ, да се слави Светата Троица и да се приде кон Неговото свето писмо кое е наша духовна храна. Благодарам на братот Ѓорги за текстот кој го прочита, врз кој што денеска ќе размислуваме за она што верувам дека Бог го има определено за секој од нас да го слушнеме и се надевам тоа исто така и да го примениме. Минатиот пат ги читавме првите 17 стихови, а сега продолживме од 18 до 30 стих во ова поглавие. Павле во ова поглавие зборува за сите оние борби кои не само тој, туку секој од нас кој му верува на Бога ги минува. А тоа се нашите битки на верата кои не водат кон она што Бог го ветува, а тоа е славата. Славата Божја кој тој сака да ја сподели со нас. И во таа слика која ја гледаме пред нас представена, гледаме дека не само што ние се бориме и воздивнуваме, туку и целата вселена, целото создание воздивнува со нас. Пред да дојдам тука оваа недела, бев на една конференција каде што ме поканија на една многу мала група на луѓе да зборувам. Тие се луѓе кои доаѓаат од подрачје на светот, каде што да се исповеда Христос не е само непријатна работа. Туку да се исповеда Христос значи
дека животот ви е доведен под прашање. Тоа се луѓе кои живеат во тешки околности и тоа се луѓе кои имаат секојдневни предизвици за тоа кога ќе кажат дека решиле да го следат Христос. Доаѓаа од повеќе земји, од повеќе држави и навистина јас бев привилегиран. Јас поделував со нив многу работи од Светото писмо, како еден дел на охрабрување во нивната тешка работа, но морам да кажам дека јас бев повеќе охрабрен од нив и нивната вера. Да се види денес, во денешно време, кога многу често нашата душа е малаксана од тоа што го гледаме во светот, да се види луѓе кои целосно решиле да му се посветат на Бога, без разлика цената што ќе ја платат, за мене беше голема инспирација и вдохновување. И верувам да го споделам тоа со оваа заедница денеска тука, да бидеме охрабрени и ние да продолжиме соодветно со она каде Бог нас не поставил. И тука ние храбро да се бориме, да го сведочиме она што веруваме дека Господ ни го дал. А што точно Павле сака да ни каже со овие стихови? Размислував на таа тема и мислам дека еден пример од една книга, која исто така беше и филмувана, би била добар пример за она што Павле сака во целост да ни го прикаже во овие стихови. Се работи за книгата од една италијанска авторка и се вика Децата на возот. И во оваа книга, или во овој филм, имаме еден славен виолинист. Човекот е прославен. Човекот е станат маестро. И во мигот кога треба да отсвири веројатно еден од најголемите концерти на својот живот, добива порака дека неговата мајка починала. И тогаш, во тој контекст, тој почнува да се сеќава на своето детство и од каде почнува и од каде потекнува. Веднаш после Втората светска војна, страшна сиромаштија. Детата се гладни, умираат од наједноставни болести, затоа што нема храна и нема лекови. Мора во секој миг и секој ден да преживуваат. За да успеат во тоа, една цела група на деца од југот на Италија ги праќаат на север, каде што едно лето треба да поминат, барем малку да бидат ухранети. И целата таа долга приказна ќе ја скратам. Момчето оди горе, прво е крајно преплашено што не е со неговата мајка, татко за жал нема, и во тие сите, така да ги наречам, негови доживувања, тој ја открива виолината. И ја засакува на прв миг. Од прв миг ја засакува. Се враќа назад со виолина. Бидејќи човекот што го гледа таму е толку воодушевен од неговата љубов за музиката, што му прави виолина и ја носи дома. Ја носи дома, ја покажува на мајка му и мајката не е воодушевена. Вика, виолините се само за богати луѓе. И толку. Ја става под кревет и после некое време малиот се враќа назад, ја бара, ја нема. Ја нема. Крајно е разочаран, бега од таму затоа што мајка му ја заложила виолината, вика, за да имаме за што да јадеме. Поминува цел еден живот. Не знаеме колку пати он ја видел мајка му, колку не ја видел, на друго место живеел и станал славен виолинист. Кога таа ќе почине, тој се враќа назад. Влегува во истата просторија каде што се случило тоа пред некои 50 години. Се врти наоколу, гледа, се сеќава, размислува и конечно знае дека таму нема ништо под креветот. Ама чисто од желба, чисто од некаква копнеш да се подсети, клекнува на колена и дзирка под кревет. Таму е виолината. Стои. Ја вади од под креветот, ја отвара и гледа во неја белешка. Заложена за 20
не знам, такви што и да биле тогаш пари, откупена за 30. Поминал цел еден живот, мислејќи дека целиот негов труд и работа од детството се биле залудни и тој живее со една таква тешка загуба. Станал славен да може да си купи вагон виолини. А сепак, загубата за таа една виолина е како целата вселена во неговата душа. И што се случува? Во овие 50 години во суштина виолината никогаш не била загубена. Мајката во неговата љубов и копнеш, незината љубов и копнеш, решила повторно да ја откупи, но за поскапи пари од она за што ја заложил. И многу пати во нашиот живот ние се чувствуваме дека сме засечени, дека нешто ни е одземено и никогаш не е вратено, и тоа е токму ова што Павле на нас сака да ни го каже. Некои работи може би беа одземени. Од кои било причини? Но јас ја платив цената. И тоа што ви е ветено, тоа јас ви го ветувам, тоа е ваше. Тоа е суштината на ова што Павле сака на нас денеска да ни го каже. Целата вселена плаче. Светиот, ние плачеме. Светиот дух, духот во нас копне и плаче. Целото создание е во маки. Но Бог преку Павле ни кажува дека страдањата во оваа сегашност не се достојни, ама не се воопшто достојни. Со ништо не можат да се споредат според славата која еден ден ќе ни дојде. Сметам дека сегашните страдања не можат да се споредат и не се достојни за славата која еден ден ќе ни биде објавена. Она што Павле сака во овие зборови да го каже, всушност е многу битна разлика меѓу тоа дека страдањата не можат да се споредат со славата, тоа е едно значење, но има уште едно многу позначајно значење, бидејќи, пак ќе кажам, зборот кој тука се користи укажува на една друга силина, а тоа е следно. Овие страдања не можат на никаков начин да бидат достојни за она што следи, што Бог го воспоставил. Со други зборови, овие страдања никогаш не можат да ги совладат добрата кој Бог ги носи. Доброто е секогаш посилно од злото, затоа што Бог е добро. Бог е совршено добро. И не може ниту едно страдање да надвладее над она добро што Бог ни го дава. Никакво страдање не може да ни ја одземе сигурноста дека нашата виолина е веќе откупена. И е веќе таму. Ги исполнува нашите детски мечти, копнежи за она што сме сакале некогаш да го видиме во нашиот живот. Кој плаче, кој копне и секое создание со нетрпение го очекува откривањето на синовите Божи, зашто и созданието не и се покори на суетата доброволно, туку по волјата на оној кој го покори, а со надеж дека и самото создание ќе се ослободи од робството на распадливоста, зашто знаеме дека целото создание со нас заедно овка, се мачи. И зошто созданието овка? Прикажано е созданието како во состојба во која што цело време само копне, како да е затворено, како да има синџири околу себе, како да се наоѓа тоа самото во зандана и чека конечно ослободување. Но има една многу интересна форма тука на што се спомнува, тоа е, вика, чедата Божи
Повторно, судбината на целото создание е поврзана со судбината на чедата Божија. Знаете кои се чедата Божји во овој случај? Верувам дека секој од нас тука може да погоди. А кој друг? Ако не ние. А кој друг? Ако не вие. А кој друг? Ако не ти. А кој друг? Ако не јас. Нашата надеж, нашиот копнеш, нашата поврзаност со Бога да бидеме Божји чеда, влијае врз состојбата на целата Вселена. Целото создание плаче и страда, овка, копне да ја види онаа славна промена по која што ни е на сите нас ветена од живиот Бог. А Бог има план. И тој план е добар план. Планот е добар. Тој веќе се случил. Ние можеме и поминуваме низ многу ситуации кои се мачни и тешки и мислиме ништо не може да откупи некој од најстрашните доживувања нашиот живот. А не само тоа дека не е точно, туку Бог во неговата љубов не дека ќе ги откупи еден ден, туку тој веќе ги искупил тука и сега. Неговата љубов не може никој да ја совлада и неговата љубов не може никој да ни ја одземе. Затоа ние можеме да продолжиме да го чиниме доброто без разлика со што се соочуваме во секојдневието. Знаете што е вистински очај? Знаете ли што е вистинска безнадежност? Да дојдеме до моментот да кажеме што и да направам нема никаква разлика. Зашто и да се заложам или да не се заложам нема апсолутно никаква важност. Тоа е моментот во кој што ние се согласуваме дека всушност нештата во глобала не можат да бидат подобри. Единствено што можеме да направиме е како да преживееме, како ние да се снајдеме во дадената ситуација. Тоа е вистински очај. А што е вистинската надеж за која што Библијата ни зборува? Вистинската надеж за која што Библијата ни зборува е дека што и да направиме добро, колку и тоа да не може да излезе во овој миг на добро, тоа ние што сме го направиле во Божите очи ја прави сета разлика. И затоа ние ќе продолжиме да се заложуваме за она што е добро. Нема да се откажеме. И ќе продолжиме да сведочиме за Христос. Ќе продолжиме да означуваме дека светлината која Христос ни ја дава, треба да дозволиме таа светлина да излезе од нас. А на кој начин тоа ќе се случи? Еден од начините е дека дури и ако имаме светлина во нас, и ако мислиме дека таа светлина ни е доволна само нам, овој свет е веќе, не знам што да правиме со него. Не правиме добро. Знаете зошто? Што вика Христос? Зошто се свети светило? Зашто се става? Зошто се светнува? Да се стави под поклопец? Или? Не. Со други зборови, ако ја носите светлината, колку и да е страшно околу вас, забришете ги тие прозорчињата околу неа, на фенерот, изгланцајте го тоа, така што светлината која е во вас ќе блесне и ќе можат оние околу вас да ве видат вас и да ги видат нештата такви какви што се околу нив. Бог не повикува. Страда ова создание. Овка ова создание. Но судбината на ова создание зависи од нас
чедата Божи и од нашата светлина која дава надеж. Не е тоа наша, ама е светлина која ни е дадена од Бог. Ама каква светлина ние ќе оставиме да излезе од нас? Повикани сме токму тоа да го правиме секој ден. Второ, овка и страда созданието. Тоа е прво. Второ, ние како верници овкаме и страдаме од 23 до 25 стих. И не само тоа, туку и ние самите кои ги имаме првините на духот, воздивнуваме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашето тело. Зашто со таа надеж бевме, спасени. А надежта што се гледа не е вистинска надеж. Зашто кој би се надевал во тоа што го гледа? Кога се надеваме пак на она што не го гледаме, со трпение го очекуваме. Ние исто така воздивнуваме. Ние исто така не се согласуваме. Од друга страна, сега ќе кажам еден интересен, така да се изразам, може би речи си да е наречен противречност или парадокс. Што значи ова? Многу често кога ние зборуваме за надежта насреде тешките ситуации, ние мислиме дека тоа всушност е извор на некаква наша спокојство и смирение. Да, во плодот на духот, љубов, радост, мир. Така, ни треба спокојство и мир. Бог ни го дава. Тоа е точно. Но кога станува збор за надежта, станува збор за нешто друго. Вистинската надеж, со други зборови, не остава да бидеме помирени со злото и со стојбата околу нас. Вистинската надеж уште повеќе не потикнува да работиме секојдневно, да се трудиме секојдневно, да го дадеме својот максимум. Зошто? Затоа што вистинската надеж се потпира не врз ситуацијата таква како што е и на мене да ми биде, само да ми биде на мене малку опуштено да биде. Само јас да не се секирам. Само јас да не се грижам. Не. Вистинскиот мир кој Бог ни го дава е всушност во нас големиот немир да сакаме да го направиме најдоброто што можеме да го дадеме. Тоа Бог го бара од нас. Од тука доаѓа ова копнење. Вистинските верници, вистинските чеда Божи, вели Светото писмо, ние самите кои ги имаме првините на духот, воздивнуваме во себе, очекувајќи посинување и откупување на нашите тела. И сега да ви кажам, Павле вели очекувајќи, а истовремено знаеме, Библијата ни кажува дека според Божјото ветување, ние сме веќе чеда Божи, посинети, и ние сме веќе, нашите тела се веќе откупени. И оттаму доаѓа копнежот во нас. Оттаму доаѓа желбата во нас да направиме нешто многу поголемо од нас. Зошто? Бидејќи се разбира дека ние сме мали и не можеме баш се да направиме сами. Или многу малку можеме да направиме сами. Но ќе го направиме тоа, она што Бог ни го дал, со цело срце. И овој копнеж во нас ќе се сведе на тоа длабоко сознание, дека тоа што мало тоа што ние можеме да го направиме, Бог ќе го увелича во многу големо. Нема да се откажеме. Нема да се откажеме. Нема да се откажеме од овој свет, додека сме на него. Нема да се откажеме од оваа земја, додека сме на неа. И нема да се откажеме од оваа наша држава Македонија, додека сме во неа. Ќе ја сакаме, ќе сведочиме, ќе светиме. Затоа што тоа мало светло што ние го имаме, кога добро ќе го представиме, кога ќе го изгланцаме, кога ќе го изчистиме, Бог од него ќе направи големи чуда. Несогледиви чуда. Каде се наоѓаме денес? А што мислите, да ве прашам, каде се наоѓале некои наши предци кои поверувале така од срце пред 150 години? Каде се наоѓале тие? И со што се соочувале тие? Денеска црквата има голем предизвик.
Се согласувам со тоа. Но предизвикот е дека треба да имаме не помалку надеж, а повеќе надеж. И тоа значи не да се помириме со ситуацијата, туку да дадеме се од себе, за да ја подобриме таа ситуација, бидејќи секое мало добро, Бог ќе го увелича во совршено добро. Секое наше мало, скршено, несовршено добро, Бог ќе го претвори во вечно совршено добро. И затоа нема да застанеме. Нашата рака, ни ветува псалмистот, ќе биде зацврстена. Нашите крилја, како на орел, ќе бидат обновени. Нема да застанеме. Созданието е во мака и страда и овка. Ние како верници овкаме и чекаме обнова на се. Но тоа не завршува таму. Исто така и духот во нас, од 26 до 27 стих вели вака. Исто така и духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме, па сепак духот сам посредува за нас со неискажливо воздивнување. Духот е тој што исто така копнее во нас. Со други зборови, созданието плаче, ние плачеме, но да ве подсетам, и Божиот дух плаче. Не сме сами. Бог ја сака повеќе овој свет и оваа земја, повеќе од секој од нас, колку што може да замисли. Бог го љуби светот. И го знаеме најпознатиот стих во Новиот Завет. Зашто Бог толку го возлюби светот? Бог го љуби овој свет. И Духот посредува постојано за нас. Духот е во постојано посредување за нас, застапување за нас, бидејќи тој ги гледа нашите слабости и тој секогаш сака да влезе заедно во рамките на нашите молитви, затоа што сака нашите молитви да се усогласат со Божјата волја. Бог е целосно соодветен со човечкото сообразен, Бог е целосно сообразен со човековите страдања. И тој е насреде сето она што ние го доживуваме. Гледа Бог дека созданието страда. Гледа Бог дека неговите чеда страдаат, но Бог заедно со нас воздивнува и не потикнува да не застанеме ниту еден миг и да не станеме рамнодушни ниту еден миг. Рамнодушноста е грев. Голем грев е рамнодушноста. Затоа што се откажуваме од Божјата семок и велиме не може Бог. Не може Бог. Со нашиот став на рамнодушност велиме Бог не може. Не се работи за нашата вера во самите нас, во нашата сила. Ако тоа беше тешко мене, па и на сите други. Туку станува збор за нашата целосна доверба во Божјата семок и во тоа што Бог може и сака да го направи. Оној кој ги истражува срцата знае каква е мислата на Духот, бидејќи тој по волјата на Бога посредува за светиите. Не сме оставени сами. Никогаш. Во ниту еден миг не сме сами. И тоа треба да го охрабри нашето срце. Тоа треба да го зацврсти нашиот ум. И тоа треба да ни даде целосна насока на нашата волја како треба да живееме. И конечно од 28 стих па до 30 стих еве што апостолот вели таму. А знаеме дека оние што го љубат Бога и се повикани по негова волја, се им содействува за добро. Зашто оние кои однапред ги позна, нив ги предопредели да бидат сообразни на ликот на неговиот син, та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, тие ги повика, а кој ги повика, тие ги оправда, а кој ги оправда, тие и ги прослави. Тоа е веќе, со други зборови, Павле сака да ни каже, веќе се е случено.
Да ве подсетам на почетокот на примерот кој го дадов. Виолината е веќе откупена. Тоа што ти можеби живееш 50 години мислејќи дека е загубена, е твој пропуст. Бог сите овие нешта веќе ги има направено. Да ги погледнеме тогаш во себе, да се свртиме и да ги погледнеме нашата состојба, нашите животи, нашите копнежи, нашите разочарувања, нашата вера и нашата надеж која Бог ни ја дава. Да погледнеме во сите нив и да кажеме заедно со апостолот Павле дека оние што му веруваме, дека оние што го љубат Бога. И тука вели, се им оди на добро. Малку има една таква можност да се гледа на овој текст, има во него и така може да се исчитува, но пошироката слика на овој текст сака да каже нешто многу поважно според мене. Пошироката слика кажува, го потврдува ова, ама кажува и нешто многу посилно и многу поважно. А тоа е следново. Оние што го љубат Бог, тоа што го прават како добро, значи во име на Бога, не може да не заврши добро. Значи не се работи за тоа да, како ние се чувствуваме, што ќе искусиме и како ни врви нас работата. Не е тоа главната поента. Главната поента е, без разлика кај се наоѓаме, без разлика што ни се случува, кога тоа добро за што го љубиме Бога и доброто кое го земаме од Него, бидејќи ние добро немаме, тоа добро, кога го правиме, тоа Бог ќе направи да заврши во конечно добро. Со други зборови, секогаш кога сме во Божјата волја, секогаш кога го слушаме Неговиот глас, секогаш кога од срце го љубиме Бога, ние постигнуваме добро за вечноста. Ова нека биде поттик за секој од нас денеска. Каде да се наоѓаме? Каде се наоѓаме? Каде од мене да почнам? Каде јас се наоѓам? Каде моето семејство се наоѓа? Каде оваа заедница се наоѓа групно? Каде секој од вас поединечно се наоѓа? Каде вашите семејства, каде вашите пријателства, вашите работи се наоѓаат? Каде, во кое доба на животот се наоѓате? Сите овие нешта се реални нешта. Тие се стварни нешта. Тие се дел од нашиот живот. Но истовремено, затоа што знаеме дека Бог не љуби, кога ние го љубиме Бог, што и да направиме? Најмало да биде тоа. Онака што се вели во кревкост и во некаква слабост. Кога тоа го правиме затоа што го љубиме Бога, тоа станува најголемата сила на овој свет. Нашата љубов кон Бога, поврзана со Неговата љубов кон нас, кога правиме што и да е од љубов кон Него, се претвара во посилно од каква и да е сила на оваа вселена. Бидејќи Бог е љубов, Бог е добар, но исто така Бог е семоќен. И во таа љубов, и во таа добрина, тој семокно не вклучува и нас. Затоа Павле вели, можеме да работиме кон она што Бог ни го ветил. И не треба нашето срце да подзастане. Не треба да се, така да се изразам, да се сопнеме од правењето добро. Најмалата работа што ќе ја направиме, без разлика на купиштата проблеми околу нас, е работа која Бог ја гледа и не само што ја гледа. И нема за тоа да не само да не награди. Не е тоа и најглавната поента. Туку најголемата награда е дека тоа добро ќе биде вградено во Неговото вечно добро. Затоа без страв. Што е тоа малку што можеме да го направиме ние денеска, овкајки заедно со созданието и Духот Свети овкајки во нас? Бог тоа го гледа и Бог тоа сака да го прикаже на секој од нас тука. Има светлина која може да ја разбие секоја темнина. Мигот кога таа ќе светне и мигот кога ќе дозволиме низ нас да биде видена. Нека Господ Исус Христос ни помогне
да живееме таков свет живот, со таква полнота и на тој начин да може да дојде во нашите животи и да и дадеме, да продолжиме понатаму на овој свет, да бидеме тоа што Бог нас не повикал, таму каде што не повикал, такви какви што не повикал. Нема никаква разлика. Прашањето е, го љубам ли Бог? Бог ме љуби, што правам во тој однос заедно со Него? Драга моја црква, денеска Христос не повикува на таков начин да го следиме. На таков начин да светлиме. На таков начин да кажеме се е наше, бидејќи Бог веќе одамна сето тоа го искупи. Амин. Ќе ве замолам да станеме. Накратко ќе се помолиме и ќе го дадам благословот. Небесен Татко, ние ти благодариме за секоја добрина која доаѓа само од Тебе. Ти благодариме за секое помазание што доаѓа од само од Тебе. Ти благодариме за секој збор кој е свет и натопен од Тебе, Господе Боже. Натопен од Твојата светост, од Твојата добрина, од Твојата љубов, бидејќи Ти си љубов. И Те молиме, Господе Боже, сега да не зацврстиш во надежта која оваа духовна храна дадена во Твоето свето писмо значи за секој од нас. Да се нахраниме со неја, но не дозволиме само да се угоиме од таа духовна храна, духовно. Туку дај, Господе, да ја дадеме не себично, да ја споделиме со оние што се уште живеат во темнина. А тоа нема да можеме да го направиме ако, Господе, се исплашиме и станеме рамнодушни. Ако овој свет почне толку многу силно да не гуши, а нема потреба, бидејќи Ти веќе од тие синџири одамна не ослободи. А од тоа зависи, од нашиот став зависи судбината на се друго. Помогни ни, Господе Боже, токму тоа така и да биде во името на нашиот Господ Исус Христос и силата на Светиот Дух. Амин. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата на Светиот Дух нека бидат со нас сега и за секогаш. Амин. Ке чекаме и ние со надеж до завршување на 8 глава од Римјаните до наредното доаѓање на братот Коста. Беше најавено дека ќе имаме отчет ова недела после богослужбата. Може уште една песна, 335 број е поставен, па после песната ќе го повикам благајникот да го даде отчетот.
свет. О, дай да дојдам кај Тебе, кај да одам, о, кај да одам, да најдам мир за духот свой. Потребен ми е добар пријател, кај да одам, о Боже мој. Сега ја за тој мир ке кажувам, мир што го нема во овој свет. Изворот јас го најдов Исуса, има мир во душата. Кај да одам, о, кај да одам, да најдам мир за духот свой. Потребен ми е добар пријател, кај да одам, о Боже мој. Пред да излиза благајникот, децата да излизат за стихот да го кажат. Zašto smrta je kvaka